во кој сегмент они имаат колапс на нивната одбрана. Буквално им ги откриваш сите слаби страни. Не би го формулирал така, но едноставно не треба да се откаже никој никогаш во ништо. Го мора да се работи работата до крај. И добро, до кога ќе си терал? Додека можеш. Имам едно прашање, what if? Што ако сум тренирал 8 сати на ден? Па сега Што ако сум го дал максимум? Што ако? Нешто што сакам да им пренесам на луѓето е дека маичките одат доста добро и за таа цел се договоривме да воведуваме нови дизајни од време на време. Имаме и два нови дизајна инспирирани од книгата Пиреј. Овој што го носам јас е само на црна маичка овој дизајн, тој што го носи Томе е дизајн специфициран само за бела маичка. Цената е иста, нарачките се исти на Инстаграм профилот на Байкерот и Кросфитерот. Примо предајата се уште се случува во просториите на Кросфит Скопје и добивате бесплатен тренинг со секоја купена мајца при примо предаја. Само донесете си опрема и најважно се чисти патики. Фала ви на сите што не поддржувате и нарачувате. Никола Велев. Фала ти многу што си тука да ни направиш мерак една кошаркарска. Ја чисто само на кратко да кажам дека ти си уствари асистент тренер во главната, во прва екипа за МЗТ и репрезентација на Македонија. Репрезентација на Македонија, што не е мала работа. Така што да почнеме одма од таму. Како се станува тренер, човече? како се станува тренер. Прво се почне да се тренира како играч. Прво се игра кошарка. Не, прво вака да почнеме. Александар Књазев ме зима и ме носи на тренинг во... Татко му на Жора тој? Татко му на Жора Књазев. Ме носи на тренинг во Љубен Лапе. Основно училиште Љубен Лапе. Тоа е второ одделение. Клубот, не помнам искрено. А не постои, ја мислев Вебо, Мебо некој ново лисиче. Да, и од тогаш не престанува кошарката буквално во мојот живот. Како се станува тренер, секогаш као да сум баш знаев дека ќе продолжам во спорт, љубеник во спорт, пратам спорт се што пратам, али кошарка Број 1, да. Факултет ДИВ, насока кошаркарски тренер, едната Стварно? диплома е тоа, да. Знаев, си отиде уште старт. А другата диплома е професор по физичко. Добро, таа е по дефолт. Али да, прво беше тоа кошаркарски тренер и тука е веќе она главната насока дека ќе продолжам. Ја не знам дека факултет има. Дека ќе продолжам во тој правец, да. Чека, интересно на мене, колку брзо откако се дипломира кај нас као кошаркарски тренер добива човек стварно прилика да одма и работи као тренер? Јас добив прилика да работам као тренер додека студирав. Сигурно, да. Додека студирав, да, почнав во профи баскет. Тоа беше клуб на браќата Боцевски. Тука почнав да работам со млади дечиња. Као школа, уствари. Да, тоа беше школа кошарка. Тука ми се почетоците на кошаркарската тренерска кариера. Да, мали дечиња, трето одделение, да, тоа се баш мали дечиња, ги анимираш, забава. Буквално така почнав. Чекај, значи ти се откажуваш од играње уште пред факултет или? Додека сум кај нив играм. А уште играш? Додека сум кај нив играм, меѓутоа тоа е мојата последна сезона. Веќе кога почнувам да работам како тренер, тука застанувам со играњето. Имаше некој конкретен специјален момент, срцепарајучи, онака да решиш, заеби играчка кариера? Ти падна малце или? Много. Да. Много тешко, да. Искрено. Кога прекина да играш? Да, знаев дека е доста, а не сакав да се откажам, Ама знаеш дека е доста и дека... И како знаеш? Едноставно, патот... Поминало времето. Да, поминало времето.
као си имал некои желби и амбиции што више касно Има одстанува очигледно дека нема да се исполнат. баш така. Да. И што? Станува очигледно дека едноставно не можам да бидам таму каде што јас сакам да бидам. Јас сакам да бидам горе. на Реал врв, Мадрид. А, не можам да бидам таму. И реалноста е со Зошто? годините, со Тоа- висината. така си се соочи као реалноста е таа или Во може тој некој- момент да, Јас така си од денешна гледна точка, тоа е најголемата грешка. И- Тогаш така си викаш? да, Така си помисли. да. Што гледаш кој се игра денес со лигава? Не би го формулирал така, но едноставно не треба да се откаже никој, никогаш во ништо. Нема Се. откажување. Мора да се работи работата до крај. И добро, до кога ќе си терал? Додека можеш. Не знаеш, не А добро, Не може, сега овој знаеш пут е... имам едно прашање, what if? Што ако сум тренирал 8 сати на ден? Па сега, Што ако сум го дал максимум? Што ако? тоа е више кајање и прифаќање. Нешто што сакам да им пренесам на луѓето е дека да не дозволат да стигнат до таа ситуација. Ама Да, додека не- трае ситуацијата. Да нема, Ништо не треба вечно. али Да не дојдат- да не стигнат до тоа прашање. да не дојдат до what Да. if моментот. Да. А мене па тоа едно- прашање ми беше зашто се откажав. Кога требаше тренирам, не тренирав, јеби га, сега касно, тоа е, идемо дале. Точно, дали ако си тренирал, Не знам. не знаеш, да. Тоа е одговор. Ама си го прифаќаш, бе, добро, сега јеби га, тоа е. Не далеко од тоа дека не го прифаќам, меѓутоа Има малце во копка, да. Ама тоа значи дека имаш малце во себе сомнеш дали тогаш во тоа време си дал се од себе. И сега тоа те копка. да. Односно, не те копка, односно знаеш дека не си дал. На Тоа некој може начин. одма да го Тоа е решиме. заебано. Колку Тоа време е тренираше заебано. на ден? Немало Не, некој да ти каже да те Искрено, бутне, да ти искрено стави. имаше моменти каде што и доста тренирав, да. Да бе, ти беше на кампон у Кипар со И Фичо, со Зивче, така? Имаше еден момент Со каде Кичо. што имав 3 тренинга на ден. Едниот беше од 7, другиот беше од 10 до 12, третиот беше од 5. Не можам да кажам дека не Вие сум трениравте тренирал, како мрад, да. јага, шо има, дали у сала на Улименка, но да Дали сум продолжил по тој пат? Јасно. Не. јасно. Ама денес, како тренер, сепак ми делуваш кошаркарски исполнет. Дефинитивно. Го работиш Дефинитивно. тоа што го сакаш, сепак. Сега уживам и нема сега what if, него едноставно така. Ама сега па за тој и грабаш. едноставно грабаш, да. Сега и си на некој начин Да. така, малце горе кај кој што викаш ти. Знаеш како Погоре си. учењето нема време траење, нема момент каде што ќе застанеш, Нема крај. нема крај. Едноставно секој ден стануваш, учиш, дознаваш, читаш нови Семинари, информации, слушаш семинари, подкасти, нови стануваш статистики. подобар, нови Така си е. статистики. И тоа нема крај. И Пред- тоа е уживањето. Пред да преминеме на ептен технички забегување, од по-лесно и основни термини да поминеме, и чисто и јас малце да си го сменам контекстот и рамката у која што ќе пробувам сега да ги сваќам работиве, оти јас сум презаситен од NBA. Ти сите, тоа ни главниот извор на кошаркарски информации ни е NBA, тебе сигурно и Евролига, и локална лига, и Дефинитивно секаква Евролига. лига. Ја чат пат, ти не знам колку пратиш Евролига, Нула. Ни Ама- NBA не пратиш. ама некако се осеќам као од толку многу што сум презаситен од како се работите у NBA, да не случајно имам малце различни сваќања за како се реално нештата во некои пореални кошаркарски кругови. Конкретното прашање е, да Ептен основно објасни ми, у македонски кошаркарски клуб, прва екипа на МЗТ, кои се секојдневните ден за ден обврски на главниот тренер, а што на асистентот тренер? Асистент тренер е
буквално да си 24/7. Мислам, истото и со главниот тренер, али асистент тренерот нема слободен ден. Прво и основно, да се разбереме. Што е главна задача? Главна задача е секако како да стане тимот подобар. Тоа е прво и основно. Колку често ќе му го поставуваш прашањето на главниот тренер како да бидеме подобри. Тоа е прво и основна задача на асистент тренерот. Асистентот? Да, затоа што буквално во сите NBA, Евролига, на било кое ниво екипи, нели главните тренери се искусни, они ги носат сите одлуки, сите битни одлуки. Нивната одговорност е најголема. Меѓутоа, помошниците мора да ги движат работите. И затоа имате често каде што еден тренер останува, се задржува на една позиција како главен тренер подолго време, меѓутоа се менуваат помошниците. Аха. Ме разбирате, го менува коучинг стафот. Зошто го прави тоа? Затоа што Па некој асистент станал прв тренер може. Некои едноставно ги прават тие промени во моментот кога ќе почувствува дека Овие не го гураат доволно ли? да, едноставно Што да мора, го прават? Него турка како бидеме подобри. Аха. ме разбирате, тоа е примарно. Ти треба стари пуш на главниот тренер да му правиш. Не е тоа, Не пуш, ама пуш ајде, класичен, сега- него едноставно ако си пасивен, што правиш? ако си пасивен, што правиш? Што ти е таму? работа? Јас знаеш Што како го правиш таму? сваќам, као овој главниот е стратегот. И он сега има некоја голема big picture Точно, добро. идеја, Тоа е се води по некои претходни искуства на кој начин ќе организира напад и одбрана, ама оноа практичната екзекуција на тој план е, ја бар така мислам, као обврска на асистентот. Сваќаш као Фил Джексон дошол и рекол, слушај, ние ќе играме триаголник. Ама на текст ми интерес Да, триаголник. текст, И сега сите да. знаеме што е триаголник, ама не е Фил Джексон, тој што иде секој ден на Родман Джордан и Пипен да им објаснува како се екзекутира триаголник, него асистентите се тие што секој ден не би го кажал тоа Не така. е така? Не. Па тогаш Тоа е како? одреден тоа се Кај него одредени ситуацијата беше, случаеви, бац. да. сакам некако да си Тоа е разграничам случаеви, меѓутоа не е на така. работа Не шо е така. прават. Главниот тренер е тој што ја Decision maker. decision makerот за напад, за одбрана, за било што во Добри, кошарка, за било што се случува превзема во клубот. асистентот. Не е само улогата на главен тренер, не е само одговорноста на теренот, него има многу работи во менаџирањето со луѓето што работат во клубот. Аха, окей, да, малце поеше менаџмент таму. Да, има и други сегменти што мора да ги заврши, а асистентите генерално се грижат тоа да биде она смут да помине без одредени проблеми, тренингот да помине совршено, да се знаат, да се имаат точните да ги знаат точните информации за противникот. Тоа е тој делот околу скаутинг на противник и едноставно да бидат присутни и одговорни на секоја потреба на главниот тренер. Кошарката е баш 24/7 едноставно и си размислуваш идеи доаѓаат цело време. Валјда денешно време ти пишува, слушај. Како да се имплементира тоа најдобро, дали е добро, дали не е добро, дали би било во ред со нашата екипа. Ќе биде ли фит, нема ли да биде? мислење е битно. Да. Има ли повеќе асистенти тренери? Да. Колку стварно за те? Во МЗТ сме 4. Што збориш бе? Е, се по еден? зошто? Зошто се 4? Се За- делите по области, Се што? делиме по области, да. Поделени сме скаутингот на противникот. Прво и основно го делиме на 3 фази. Аха. Првата фаза е скаутинг индивидуален на играчи. Потоа доаѓа што прават противниците во напад и што прават противниците во одбрана. Ти ми ги знаеш акциите вака на сите. И чекај, тоа Генерал. тоа е еден асистент тренер или Кај нас моментално е поделена работата и секој си има своја различен дел од скаутингот паѓа на различен асистент. точно. Тебе што ти? Сите се грижиме Да, те беше ти. тренингот
да помине во најдобре се што треба. Буквално. Мене ми е конкретно, јас сум за што прават противниците во одбрана. Кога бранат? Тимски, не индивидуално. Тимски. Пред да Тимски преминеме и на индивидуално. скаутинг и индивидуално. Пред да преминеме на скаутинг. Си бил 6 месеци во Америка. Кога било ова? 6 месеци во Америка, тоа е 2014-15 година. Не беше два пати? Или две, ги кажеш двете како Тие 6 месеци ми се 2014-15 година. кај на Стеф Кари ова? Потоа станувам во контакт со тие луѓе и веќе сум редовен учесник на тие летни кампови што они ги организираат. Аха, ова беше иницијалното. И, Па ај објасни. учесник на Девидсон на тоа што Девидсон на Стеф Кари коледжот бајде. Кај идеш, зошто идеш, кој те прати и така дале. Објасни го, Како- ова ми звучи како многу уникатно, дури dream come true искуство Да. за некој што толку ја сака кошарката. Како млад тренер, што мене можеше да ме направи подобар, тоа беше прашањето клучно. Камповите преку лето, поготово во соседна Србија, Аха. нели, Србија, кошарка. 2 години поред одев таму, чисто Ние да... Соко Бања тиеше? Не, Златибор, Александар Николич и во Крагуевац. Одам таму за да учам, Добро. за да гледам буквално како. Ама што има таму? Што се дешава? Тоа се Кој летни прави? кампови, Прво за Тренерски? летни кампови за деца каде што ти одиш како тренер и учествуваш и работиш, Океј, да. добро. И стануваш Класични и стануваш летни- подобар. да, Така, јасно. да. Се случува камп во Карагуевац, Рик Махорн доаѓа од Кој беше? Детройт Пистонс. Оној големиот, да. Доаѓа у Србија. шифонјер. Доаѓа во Србија, да. Зашто? Тука прави камп за Што центри. звариш? Што ти дошло? Да. Бе. Ти уживо го видите? Да. Беше со него? Ја го знам лично човек. Шифонјерот? Е огромен. Нема појма. Да. И Огромно. со него доаѓа уште еден човек, Мич Смит, кој што се грижи за во психолошкиот дел на кампот. Така се поделени. Ова е за кошаркарскиот, И ова е само за психологија. центри. Ова е само за центри, за високи играчи. Камп само за центри, човече. Така стапувам во контакт со Мич Смит, кој што ми Мич предложува дали сакаш да продолжиш да учиш, да се усовршуваш, дали сакаш тоа да го направиш во Америка. И тоа доаѓа како од пушка одмah. Да, Реално. тука не се мислиш ни 2 секунди. Значи не те праќа тебе некој Не ме од праќа мене. тука Не, бе, не го праќа, или не. некој. Не, Ти ова на свој Ова трошок е овој момент, 2014 година, бе, нема ни МЗТ, нема ништо. Тоа го правам, да, на мој трошок, на лична желба и некоја љубов према И кошарката. сатисфакција. Да. Идеш таму на нешто што трае 6 месеца као камп или што Не. конкретно е ова? Таму одам да следам тренинзи. Коледж тренинзи. Оние баш NCAA. Коледж, NCAA, Division 1, И лайв ти гледаше цело? Live. Кај точно До- беше ова? Дил Кентаки света? Бев на Девидсон. Девидсон, бе, а кај се наоѓа Девидсон? Девидсон е Северна Каролина, Шарлот, таа област таму. Добро, на Джордан Норт Коледж. Каролина, Джордан. Да, Норт Каролина. Норт Каролина и Дюк да ги посетив, меѓутоа немав можност да Да ги одидам на тренинг таму. Меѓутоа на Девидсон во тоа време е тренер Боб Мекилоп, е фантастичен тренер. За мене рол модел веќе. И у животот. работиш директно со него? Не работам, него Неговата Гледам. екипа ја гледаш цело време. Да. Чекај, каква имаше ли структура некаква таму, што точно учиш, кој као овие недели се фокусираме на ова, не знам, или таму сум Као некаков таму сум во припремен дел структура на каква? сезона, во припремен дел на сезона и они во тој припремен дел на сезона буквално се спремаат за На конкретниот коледж. Да. Океј. тоа е еден. Они се спремаат за цела сезона буквално, Така. да. Значи нема конкретен дел да речеш одам само тоа да гледам само тренинг, него буквално гледаш како функционира цела организација, како функционира тренингот, како функционираат надворот, теренот, како функционира тој скаутинг, Да. добивање на информации на игра и пренесување на информации. Инфраструктура, услови. Така, не дека ја изгледа си го замислив ко курс, па за тоа те Не, прашав, тоа ама ти уствари си не е. бил баш дел од коледжов што си се спрема.
Они ти биле екипа, University Show. склоп. Во публика, но најлаички кажано, али да, имаш можност да го гледаш сето. А тој Сем Мем другиот што му е работа таму? Има он работи во што те викна? Мит Шмидт. Не, он живее и работи во Флорида. Него он ме поврза со тренерот на он те Девицон и врза. така започнува мојот Ти со овој на Мојот дел во Девицон Америка. рол моделов имаше контакт таму, се избореше со него све или? и до ден денес веќе зборам со него. Што збориш? На Ти не си само Regular basis коучинг веќе. став, ама од Не него сум учиш што во- се да, вика. Да. Оди сега гледај, ќе играме, ова ќе правиме, не? Имаше совети со него Се нешто. гледаш. Цело време Мислам ти да му кажеш слушај овој играч. не, тоа не можеш, мислам мора и некоја Така, мора да. етика и да, некоја Официјална функција треба да трчи за тоа. не е тоа така едноставно, меѓутоа имаш можност да прашаш што сакаш, што те интересира, како да Све ти станеш, кажува тој да, човек, така. Ема. без Ти учиш најотворен. Учиш 100 на сат. Учиш 100 на сат, пробуваш да ги процесираш информации, буквално и до ден денес кога ќе ги отворам тие листови, пак се навраќаш и повторно гледаш дека Ти устари сега сваќаш некој работи што тоа што он ги изборуваш што бил ко телеушари на врата си. баш така. Завршува тој месец на Девицон, продолжувам во Портланд, таму следам уште 2 универзитети, така продолжуваат тие 6 месеци вкупно По месец дена ваму, на моја месец дена посета ваму. во Америка. Да. Јако. Со тоа што останувам доста близок до тој Девицон коледж. И кога се врати тука со тоа искуство, те чекаше некој вака желен да те користи или како ти се најде? Се вратив и првото што го помислив е зошто се вратив. Тука имав еден исто. А можеше да останеш или? Не можев да останам, Мислам меѓутоа виза и шиуси такви. во тој момент уште Правни субјекти. не знаеа луѓето што не можев да доловам. Не Каде знаеат сум тука бил? луѓево? Да. Ау, Ние не знаевме ствари. Да. не бе, не можеш да доловите, сваќам. Не можеш да доловиш колку е тоа таму Да. огромно. Колку голем чекор сум направил јас. А ја баш ќе те прашав, дај А. долови ми, баш ќе те долови ми која е таа разлика, која е таа обсесија со спортот таму. Ти знам уште од коледж што се дешава и да направеше некоја паралела со нашава ситуација. Многу голема разлика. Ако направам некоја Секој паралела, можен поглед. во салата има 24, во објектот има 24 обрачи. Тоа се 24 коша. Тоа се Што збориш? негде 8 цели терени за Затворен. 8 се објект. 16, поише се ведеш. да, тоа се кошевите што се и од страна ги. Аха, Али тоа се 24. Затворен објект. Да. До А тој да, сме објект виделе на има секој во секое време, нели, Од коледж. поврзан со кошарката и од коледжот. тренери на Има располагање. тим менаџери ги викаат Аха. нив. Тие Рибаундерс. се на располагање во Ти секое враќа? време. Што враќам? Прво нешто што се зачудив е на тренингот имаше едно 12, 13 во став, што се задолжени околу тренингот тоа да помине совршено. Како е ваша четворица асистенции за споредно? Што сме четворица и реално сме доволно луѓе за да тоа помине на смут, али Таму има таму 12. има 12. А сега веќе има и многу поише. На исти број кошаркари? Или тој да има не се многу, 15, да не се многу поголеми екипите таму? Не може 15 играчи екипа. Не бе, имаат онакви Тренинг тимови? као широка листа. И таа дур се влезе после 15 играча Па, не ростерот. знам кој Да, момент бил. главно мислам дека Правилото е тогаш сега дека беа дека беа тренинг 15 Ова, играчи. 15 играчи, 12 се на клупа реално. Леле, за секој играч тренер, човече. Да. Многу различно, да. Многу Стварно, интересно. За секој играч, па да. Тренерите се во функција на играчите. Буквално они тренираат со играчите. Како? Така и напредуваат, ги користат тие small side games, каде што Како би играат они? Баскетбол? они додека трае една вежба, они ги поставуваат задачите во одбраната, што нападот треба да ги прочита и така играчите Уз игра. уз игра, Аха, уз вие вежба. им се тренинг партнери уствари, спаринг партнери. Каде што они Пак треба знаат, му се затрча да му они скокне. знаат што прават, да, Кола дали Богдановиќ сака да метла му што се му каже. затрча, дали не сака да му се затрча, дали сака да остави некое втрчување, некој бектор, дали сака
различна завршница на образ. Ова го Може слушав да му со излезе- реален Може да не JJ. му излезе и да заврши. Реален и JJ Redick го зборе ова. За in-game шутери. Не вика ти, чим видам дете, вика сега, и зима, само има враќа, а ти мала. Ништо вика. Ја ја направи вика систем. Трчам до тројката, се враќам и одма ми ја дава, пукам. Бегам назад, Да, пуш спринт да. назад. Ша никад нема слободен шут вика да добијам. Точно. Ке се вратам уморен, вика од другата страна, ќе ми дојде топката. Прво нема да добие слободен шут, а второ нема да добие шут од место со пулс 90. Да. Тоа Ствари, нема. ти си го видел тоа што он го збореше, бе, дечко. Па вика ти се затрчува истиве работи. Леле, Чекај, за ти рибеле. кој идеш таму, не си паднат од Марс. Имаш некое искуство за како се работи кошарка во Македонија. Одиш таму, стекнуваш еден тон нови знаења и методи на тренинг. Точно. Колку сме отворени сега ние тука назад да ги инкорпорираме новиве методи, као дали беа отворени сегаш еве го Никола, нови ствари ни кажува и ајде слободно кажувај ќе пробуваме или ај сега ние работиме кошарка тука кој што работиме 50 години, не ми објаснува многу нови. Си отишол до Америка 6 месеца памет. Сваќаш што те прашувам, тој момент са Јас сваќам што ме колку прашуваш, успеваш да али имплементираш од знаењето? мојот одговор на тоа прашање во првиот момент, ја кога се вратив тука, јас немав работа. Добро да после И не некое добивам. време си После имал. некое време, да, добивам работа и меѓутоа јас водам екипа како главен тренер со млади Со категории. профи? Со млади категории. Добро. И јас сум сам на тренинг со 20 луѓе и тука многу работи одат назад. И нема асистенти. Не можеш да ги направиш. Одат назад, да, колку и да се трудиш. И тоа е заебано вече. Да, ти учиш Тука- таму ствари со многу добри услови. Точно. Тој момент Фак. сваќам уствари колку е битна улогата на помошник тренер. Ти И таму си. сваќам дека не можат сите во исти момент да бидат главни тренери, меѓутоа тие што се главни тренери треба да најотворено да им се да се помага, безрезервно да се помага, се проба нешто да се направи тука со кошарка. Така кога ќе кажеш да се проба нешто да се направи, кај да почнеш? Па мора од негде да се почне, да. Мора од негде да се почне. Мора безрезервно да се работи, без застанување. Играчи ја Секој прашуваат ден. ли, се интересираат ли така? Ти верувам и на нив им стоиш на располагање да земе да си бил таму, бе, како е да ова се прави, шо прави америте, Да. како да ајде ја да тренирам подобро, така, вака, сакам, онака. Што јас кога бев со ваква прошла година ангажман или прва лига, 2 месеца со ФНП, има впечаток дека као да се доени од дома да ги тераат на тренинг деца, ме разбираш? Пак ли сега, ова, и сега шо, пак е, имаме брпи ова, ќе скокаме, ќе... Леле, немој толкави тежини е 7,5 кибучици, разбираш? А викам, луѓе во Америка на 12 години го прават тоа шо правите. Се жално е што не можете сега, со чест на секој чест на Николче Василевски, исклучат си уште 2 деца. Василев, сега у Босна ше. И ете го да детето играш. што работи и отиде игра сега. Млада репрезентација играше, живион што сега ще тренира. И слушаше све. И применуваше. Ова друго како бе со пиштол вака на глава. И ајде сега вие морате да тренирате. Некој ти овозможува услови, ти правите ова. Ништо. Ево тој аспект дали некој на пример шута раундот како. Не, дека не. Сега не е дека кај нас го нема тоа. Не, И пак МЗТ е шампион. Не е дека го нема и не е дека не сакаат да станат подобри и не е дека не прашуваат. Дали е тоа доволно? Времето ќе Тоа е покаже. големо прашање. Ама еве осети разлика од самите играчи таму и тука нивото на посветеност. Таму ги тераат со сила 6 сата на ден да тренираат или стипендија има. Не. знаеш која е разликата на односот кон кошарката на самиот атлета? Дисциплината. Прва и основна дисциплината и желбата да стане секој ден подобар. Не застануваат буквално, тренираат индивидуално од сабајле. Дали е на терен, дали е теретана, особено во летниот период, каде што сум најчесто последните Сорите. години. Нивниот одмор во летниот период е многу, веројатно многу краток од кога ќе заврши сезоната и
потоа почнува Таа бе после со камповите. преку тие кампови каде што самите играчи работат како тренери, они во тој момент тренираат. NCAA има правила околу тоа колку можеш да тренираш ти преку лето. Како играч? Да. За играчите? Да, затоа што се водат како студенти. Не можеш официјално не може тоа да биде цел ден. Меѓутоа неофицијално може да биде тоа цел ден. Се wink. Да. Али денот им завршува со 5 на 5. Секој ден. Секој ден. Со оние AAU или нема Не. врска тоа? Со сериозни играчи, например, на Девидсон, не знам, Двен Бейкон доаѓа преку лето, Малик Монг. Шутеран. Живот, да. Што збори? Тоа Джейк Коен. Тоа се играчи на Девидсон кои што доаѓаат и напредуваат. Екс-играчи, нели? Што се се NBA играчи. Да. И напредуваат сите Да, бе, заедно. деца. бе. Има многу така, си помагаат на коледжите, Сите којот заедно. кај искочел Па Стеф сигурно си има враќано. на Сигурно не сум го начекал во животот. Не си? На овој од О, сакам, NBA не им сум одговара и на овој од NBA им одговара. На сите им одговара. Сите стануваат подобри од тие 5 на 5 игри. Не верувам дека е само на Девидсон, едноставно. Да, секаде е тоа, ти си го имал тоа искуство таму, нема врска. Тоа е се. Тоа како ќе му дое како некој прволигаш кај нас за време лето да отиде да им се стаи на младинците Па да. и он да си прави тренинг, они ќе му се најдат успат на него, он на нив, као така ќе му дое. Да, со тоа што ние тоа во што летниот младинците период беа. малце тоа го сваќаме како голем дел, не сите, али како лето, како време за одмор. Како школски распуст. Како раз. Ќе му биде ко обрска ако му го наложиш да треба да го прави, не го прави од мерак. Како ја кажувам реченицата се нервирам. Да, малце. Како ја кажувам реченицата, не го прави од мерак. Па ич не го прави. Ма не ми интересира дали те платили, ако те плаќаат малку, иди работи програмер. Не го тренирај поише за платат поише. Точно. Не знам што е причината, не разбирам, бе, не разбирам. Чекай, Амбицијата, да пред да се изнервира. причината, амбицијата е главна. Абе види, Колку е- гледај, не дека имаат и они, нели, Да амбицијата Од да шо ќе бидеш живее. Океј, се сложу. да, тие Тој страф. некој таков сега, прв контрааргумент што би ми го дал е даде, ама у тој Дейвидс коледж има 100 милиони инвестиција. Сакаш, Тоа е до некаде, точно. што е до негде точно. Зивче раскажуваше кога плаќаат странци за невидени пари, а на нашиве трошките им ги, или како беше, не Така, знам. така. Има, сигурен сум дека има и такви. Не е ништа црно-бело, ама и тоа е многу политика. Јас сакав на скаутингов да отидеме. Како да направиме вовет таа тема? Што е Прво, скаутинг? што е скаутинг репорт? Ако го преведеме како Не знам како на македонски. извиднички извештај. Да, малце со терминологијата сме Скарани. Да, ептен дека не пцујат на секоја можно видео, па демек се трудам да преведувам. Иако не преводов уопште не е за мене, ама ај. генерално кошаркарската терминологија е во голем дефицит на Па добро, Наша Тоа што е Да. англиски Да. спорт, а да го измислевме ние у Македонија спортот, македонски Србија ќе викаат беа. скаутинг беше. да. Па да, Така, да. нема Скаутинг репорт. Нема Абе, превод. Абе и компјутер е македонски збор. Да. Така, окей, нема вез. Спорт. Дај ни еден вовет. две работи. Едното е скаутинг за противничка екипа, а другото е скаут и скаут како човек А, во оние. процесот на регрутација на играчи. Јасно е. Браво, браво. Значи тоа се Едното е- две различни работи. Така, имаш да скауташ за да регрутираш, Да. што пак е на еден начин праење профайл на играчот, тоа е да, профилирање. за наши потреби дали ќе биде, за потребите на а тимот. друго е пак праење профайл, ама на противнички тим, Тим, човек. Океј. Скаутингот на противнички тим го делиме на 3 дела, како што кажа. Тие да ќе Да. ги спомна, да. Играчи, напад и одбрана во скаутингот за играчи сакаме да знаеме кои се јаките и слабите страни на еден играч, дали може која му е посилна рака, која му е посилна кој му е посилен дриблинг, дали во лево, дали во десно. Имаш она толку пати иде у лево, толку пати. Шутира од лев, дриблинг, до толку детално или не навлагат? Прашуваш за тука? Да. Па која прави он? И ја тоа сакав да прашам. Разлика од скаутинг тука и
NBA. бре. У Америте. 58% кога Да, ќе на десно али- тапка пред да шутне. Не, ти можеш 48% да кога го знаеш тоа како процентите знаеш. како бројка, меѓутоа Ги играш процентите во играта. Кај нас можеш да, Да. го знаеш тоа? да, можеш да ги знаеш затоа што користиме програма Synergy каде што ги има сите тие работи. Тоа ќе те праша. Така. Олесната ли Меѓутоа, работа? Што во- го анализира видеото, така? Така, да. Во процесот на пренесување на информации не мораш толку детално да влагаш. Во процесот на пренесување окей, кон окей. играчите. Добро. Еј, ова ми е изненадување, ти кажам искрено. Не очекував дека ќе ми кажеш дека кај нас го имате тој технички капацитет. Дека до тој левел на деталност на скаутинг може да правите. Го имаме да како учесник во АБА лигата, во АБА 2, Значи таму е тоа. тој дел го Окей. добиваш. Значи не тој е во програм. македонска лига. Можеш да го имаш и во македонска лига, меѓутоа тоа е, Се плаќа дебело? Да. мислам, Треба лигата за да наши го услови плаќа. треба клубот да си го обезбеди. Они ги тепаците и вака и така. Треба клубот да го обезбеди. Да, можеш да влезеш и без тоа, без тој програм, меѓутоа треба едноставно да потрошиш време и пак да стигнеш до тие информации. Да. Со тоа што ова заштедува доста на време. Сега еве вие баш конкретно како го правите? За ваши потреби. Кој играте со работнички? Уствари, збориш за со програмот? Не, нивниот без Видеото. без програм. Е, па тоа без. Играте Дека финале ти со работ. си дефанзива скаутинг. Али пак имаме можност да го користиме тоа. Без разлика, ние како екипа имаме можност да го користиме. Добро. Што правиш ти за Помини дефенсив? низ процесот. Како спремаш еден скаутинг репорт пред одреден надпревар? Баш објасни си го како го работиш. Добро. Скаутинг репортот се состои од генерални информации за играчот, проценти. Ама во одбрана па што Реализација. проценти ќе? Одбрамбено анализирањето на противникот можеш да го приспособиш со идејата и начинот на кој што сакаш ти да ја презентираш играта. Пример. Да, Пример. Ако една екипа Играме Се ролови, враќа. да рече. се враќа дефанзивно во транзиција споро и ние сакаме да имаме добар пейс на една утакмица, тоа за нас е прва и основна задача да влечеме топката во транзиција и да играме. Добро е брзо, пас, Да. пас, да утрчаш, да, не? да пробаш да постигнеш што повеќе поени. Следно може да ги користиш информации што прават они на На блокови, например. лопост, на блокови, на pick and roll игра, на што прават тако игра, ако се во зона или било. Добро, така. зона, да. Како тоа ќе го пренесеш со преку играта во напад и како тоа ќе ги искористиш, како ќе ги искористиш сите тие мани на противникот. Тоа треба да се презентира, идејата треба да се презентира, не само информацијата да се даде, него идејата. Како да се нападне таа одбраност. Како би им овозможило на играчите да пристапат полесно кон играта. Океј, чекај, ти правиш анализа на дефанзива на наредна недела противникот. Точно. А на твојата екипа им кажуваш напад како да играат во зависност од таа дефанзива. Така и тренираме. Не морам јас да го кажам, пак главниот тренер тука го има последниот збор, меѓутоа Он ги мисли да информациите, да. информациите ги презентирам. Пај, како изгледа тоа? Што му презентираш точно? Видео. На коучот, на главниот. Видео со точни информации што прави противничката екипа. Као исецкани моменти? Исецкани моменти и во кој сегмент они имаат колапс на нивната одбрана. Буквално им ги откриваш сите слаби страни. Си правите состанок со тренеров и идеш и му кажуваш, дај ми пример некој, многу ме е интересно да чувам. Нешто сега Играте последно со што ти се Фени, рецимо, десило, Евроникел. нешто, да. Сега не ги знам играчи више кои се опичува. Откри, што ема Не. везе, противниците се. Откри им ги маните. Не, треба да ги нека си ги чуваат маните за да ги победиме до крај, али Клубски тајни. е на pick and roll одбрана. Може. Ајде. Pick and roll одбрана, противникот Со искакање или без Брани. превзима. иде у тој хедж искачање, да. Добро. Ние го знаеме тоа, ние ја тренираме екипата во зависност од нивната одбрана. Да. При тоа ги учиш сите тие работи кои што може да се случат ги повторуваш сите тие работи кои што Да, може бе, спремен си за нивната одбраност, цари. Како ти
дознаваш од кој точно извор на информација дека наредниот противник не знам, преферира да превзима при pick and roll. Гледање на превари. Ама апла седиш и ги булјаш Да, вака ги видеата седиш и или ги имаш седиш- негде Кошарка Седиш македонски имаш и ги гледано. гледаш видеата. Тоа е тоа ти е работа. тоа е работа. Седиш и гледаш Седиш видеа и гледаш видеа и и запишуваш. иде pick and roll, аха превзема кет едно. Океј, 17 пати превзема, 13 пати искочи големиот, као такви некои буквално седиш и ја дремеш сат и пол. Професионална Типо, информација, да. баш. После толку Мислам- време можеш тоа многу полесно да го Да, да за го пофатиш и друго е прв пат кога го правиш, многу друго е е поразлично на почетокот кога Па добро, и ти дека например, пратиш со само информации. одбрана. Само одбрана пратиш Ја, мота напад кој а, е други. Мојата Да. задача е да ја пратам целокупната игра на противникот. Као финален продукт ја давам да противничката одбрана, меѓутоа Ти можеш да кажеш да увидиш сите нешто. ние имаме задача да го прослед да ја знаеме целата игра на противничкиот тим. Што прават во напад и што прават во одбрана. А на жаре примерот со конкретен играч, како изгледа дефанзивен скаутинг репорт на конкретен играч. Која рака му е дефанзивен скаутинг, најчесто е офанзивен, Да, па Офанзивен. знам, ама Која- тоа дали која има рака му е? дефанзивен. дефинитивно, да. Може, да. Главна Дефинитивно. рака, па на што са. Сака од позади да Дефинитивно. Да, ќе такви моменти. опоминеш, има чест навика име да ти ја бутне од позади, пази се од тоа. Може да Онакви да wingspan. реагира на едноставно да долува, може да реагира на финта шут да речеме или некој шапфейк. Склоне кон фейкс, да. Може тоа да се искористи као Фаќа, значи и на такви моменти. да, дефинитивно. Па Овој вајда све, нема Се, се што буквално можеш. целокупната игра. се што на мене Откри, тебе сега да. ќе ни текне. Се што ќе направи ние да победиме како екипа и се што ќе направи на играчите да им ја олесни таа работа. И од кога има кај на скаутинг? Ова немаше порано Волку сега четворица да Да, гледаш. ние додека, поготово ние додека игравме, да, Ти тоа што не не знаеш постоеше. какво тоа. Не Јас сум постоеше, бил да. Вардар осигурање 2010-2011 со Дамјан, со Радуле Мадуле. Какви 4 асистента, не заебавај, гледаме касета у куќа кај не знам кој. Сите Идеш тамо, комплет. Сите комплет и дремат вака. И против Богоев, кај играше тогаш, не знам, у Фен или беше у Овче поле, не ми се. Струмица. Или не? Струмица после беше. Пре. И сега Ефтин Богоев таму игра и стопира Боби, главниот тренер пред луѓето. Еве, овој нема да шутне, остете го. Богоев знаеше, нема шут, иде нула цор. Ќе му се повлечете 2 метра позади, остај го, нека тапка до утре, нека го избуши баскетот. Ајде идеме следно. И пушта. И тоа е скаутинг репорт. Многу малце А информации. зашто сега ова он што го прави, тренерот не се замара, Боби беше главен тренер. Сега они четворица, тројца, индивидуално, Да, да. дефанзивно, офанзивно, И главниот си чека. Не чекај, главниот сигурно прати со нив. главниот ги гледа Да, сите не тие, чека, ама олеснато. Но- Ама Много е- добива изџвакани информации само да ги голтне човече. И снимки му пушта Френки да тема е тука. Сите заедно гледа. Сигурно, ама Сите заедно гледа. многу е олеснет. Не Плюс треба друго, пред тимот знаеш тоа што да ми го прави. текна? Колку екипи е сега прва лига кошаркарска? 10 или 12. 12. 10. И ај 12. за 1, 2, 3, 5 сезони. Тие се екипите, Тие се играчите. тие се играчите. Ако се изратира. 90% од скаутингот е познат. Да. И ти само пратиш да не случајно некој сменил нешто, па тоа да го воочиш и да го пренесеш на екипа. И дечки, бе, вие почнаа нешто сечат многу. Не знам, или им најдоа нов играч, Да бе некој странец дошло бе, него брзи знае. рефлекси, нешто. Такви моменти, така што, да, можам да сватам како не мора баш ти 12 сата дома да дремеш видеа да гледаш. Не мора. Не мора тоа да го правам. Да. Не е NBA, да. Па да има 260 играча. Не, ја пак ќе се вратам на тој синерджи системот. Дека Синерджи системот баш ја леснува работата. Едноставно ја делиш утакмицата. Ти ја тагираш утакмицата. како мислиш? Се одиграл pick and roll на десна страна. Што направил играчот? Дал еден пас, Добро. уште еден екстра пас. Финалното земале шут за 3 поени. Ама Добро. што значи ти си атагирал? Ти објаснуваш што се случува. Потоа, ти како конзумер на синачи, го добиваш финалниот продукт на тој таму некој што работи, што ја тагира утакмицата. Да. А ти си Ти атагирал така ги некој. имаш сите информации, Епа- тие информации што ги сакаш, дали еден играч
има послава десна или послава лева рака, дали игра на лоу пост, дали напаѓа од периметар, Шут дали добар, напаѓа лош проценти. во клозаут, дали Па шутира. тоа ќе го кажев ја и затоа ме изненади дека го спомна кај нас од јаза во Америка. Да, достапно е. Ги знам тие, че тоа е комбинација од artificial intelligence со machine learning. Огромен процент софтверов само го скенира видеото и ги препознава и така ти мери, ти прескаш, викаш колку степени врати у десно при шут, рамото го крева, друг лева. проценти на лево, проценти на десно. Ама ова со тагирање е кога можеш да му даеш модел на тренинг. Софтверов не препознал. Сваќаш? Има, тоа се дешава со machine learning, затоа викам не знам до кој степен е кај нас. И ти му кажуваш, софтверов не го фатил моментот, ама човек го фатил и му кажува на софтверот, ова сега од оваа до оваа секунда беше тоа и тоа. Од тој момент натака софтверот ги препознава веќе и ти го градиш, machine learning му правиш и добиваат, значи не знаеш што добиваат. Проценти Не агли. знаеш што добиваат, ти после тоа му го даш на некој генije фрик Коби што ги знае процентите. Буквално свесна. На рацете процентите им ги знае. Го видео ноа со Джейсон Вилиамс како ја подава топката. Шутер, не JJ Редик. Ај кажи ми баш дали ова се дешава некад кај вас, дали до овој левел има играчи. Као шутер, некој шутер го раскажуваше овоа, Со рамото што му искачаше? Не, тоа со рамото беше JJ. Добро. Не. Джейсон Вилиамс, White Chocolate. Он разговара со еден шутер. Аха. А шутеров е некој мадафака, не ми текнува кој беше, ама некој реален левел, таков шутер. Од оние што имаат по 10.000 шута дневно. Кайл Корвер може да ти. И вика, и му ја подава вака. Му прави пас од земја, Джейсон Вилиамс, ама му легнува топката чудно на лентите на кожата. Аха. За да мора микросвич да направи шутеров, за да се ја намести кон него што му одговара. И Джейсон Вилиамс и му ја пушта, му ка вратимо се. Па му ја подава, ама му ја подава на начин на кој што кога се одбива, му лепи на рака како што си преферира шутерот. За да не троши он микросекунда да си го аджаст шутот. Да, овој пример го знам И Джейсон Вилиам и шутеров му вика, ова е бек, ова е point guard. Он мисли како ќе му ја подаде на шутерот лентите на кожата како ќе му легнат. Ја го гледам ова, сикам, што е ова бе, чуче, science fiction. Адванс лева. И после, за он да користи вакви системи, од скаутинг репорти, за он да знае на секој играч кој му е преференсот. Што збориш? Кецот знае, Кайри Ирвинг знае дали овој ја преферира вака, тој ја преферира вака и он знае како да ја сврти у пасот. Базирано на скаутинг репорт. Дечко. И сега си викам, ај што ќе направиш скаутинг репорт, ќе направиш. Ама кој е тој бек кај нас на кој што ќе отидеш и ќе му даеш листа од 20 играчи, овој сака вака да ја прими, овој сака вака да ја прими, овој сака вака, и овој да памти и да мисли и така да игра. Више школа. Што имаш за ова да кажеш? Немам што да кажам, адванс левел, NBA. Unbelievable, Затоа е човек. тоа NBA. Пичко, 3 најлигави се ова ера, евате. Све име дајан. Зашто? Како не Тоа е слушам? најлигава ера е за тоа, што све имаат више. А најлигава ера. Да, они ги имаат на располагање моментов. Да, ама пак е. Сите Не може. е до толку Овој лига. Миличич што збореше, као ја мили. Ка брате, тамо вика на располагање имаш вика 24/7, само ти воли да тренираш. Вика. Што сакаш, вика има, само ти сакаш да тренираш. Ја не ќе да тренирам. Па тоа ми е мобетот ме. Само тренирај. Балканецот тишол там. Само тренирај. А тамо ти се на располагање, вика ако сакаш од 3 да му се јавиш од 3 доаѓа, ти враќа топки вика како утка. Тој асистентот? Асистентот вика. Што вика он нема. Да ти се јави тебе са некој. Се Тоа војда ми е на работа. бара и фрла. Тоа ми е работа. 3000 што ги Играч да ти се јави? Тоа е дел од работата. Се дешава? Не утре Да се дојде некој 3. Не утре се бањава, имаш работено со некој така прилично опседнат кошаркар, буквално да сака да доаѓа пред сите, да останува 2 сата поише од сите, да доаѓа у недела. Имаш работено со таков некој наш? Да,
Те молам израдувај дај кажи еден дека има да му ебам. Ништо. Не на нивото Ништо. на кое ти сакаш. Не на нивото. Не на што тоа. јас сакам. Али не е дека нема, не е дека не сакаат. Да сака ќе му биде Да. овозможено. Да. Да сака ќе му биде овозможено. Ко би да ти дое са у 4 саца бајле сака пред сите да дое. Тоа кај нас малце потешко. Што ќе биде тешко у тој случај? Салата. Пристап до салата. Не е нивна. Точно. Салата не е наша. Не е стебл центар на Лейкерс. Јанес Сантански не е на МЗ. Да, тој некој Салата. ќе шутира му мало. Некоја друга школска сала ќе му најде. Али ако има термин, имаме термин. Ако сака некој да дојде да Е шутира, термин, да. не, 3 пати поише од терминот. 3 пати поише од терминот. Многу тешко. Не е возможно. Не, озбилно те прашувам. Много тешко. Еве ти доаѓа дете сега. Кој е, не знам, не дете бе тинејџер. Ние кога сме биле најзапалени. 12 кошак. години, 13. 11, 12. Па и поише бе имаш играно и 16, 17, Па не сум 18. запален на 16. Толку више ти отишло? Па тоа по женски тренер. Друго ми бил памет. Не, еве ми е мабето. Школа му почиња у 7:30. Добро. Јас сакам пред школа да изгурам 2 сата тренинг. Не знам, тоа ќе ми биде технички тренинг. Што е да е? Некој ќе ми помогне, некој ќе ми каже. Ама сакам 2 сата пред школа да турам. Сакам да продужам после школа, кога више сум таму, да продужам после школа одма уште 2 сата. И кога и да ни е вечер терминот со клуб, па ќе доам ја пола сат пред и 2 сата по. Кој ќе ми го возможи тоа денес? Ке биде тешко, меѓутоа не е невозможно. Не е невозможно. Океј. Желбата дали постои во овој момент за толку многу тренинг, не сум сигурен. Али има начин тоа да се Од да се моето овозможи. размислување е, ако не главните луѓе во главните клубови, ако они не можат тоа да го возможат, кој? Ако не вие, кој? Може не баш у МЗ-те, ама ти знаеш човек што знае човек што знае човек што ќе отклуча сала, што ќе отиде таму. Так. Што... баш, Ако не вие, кој? Кој знае? Али окей, Тоа е викаш дека е начинот само. возможно. возможно. Е сега искрено, Возможно. твое мислење Возможно. да твое мислење искрено, дали е потребно, дали е пожално, Но дали на некој таков ќе му кажеш абе олабави не треба толку или ќе те израдува а овој ќе обиде. преку потребно. Преку потребно е тоа поготово во овој момент. Пример, Значи потребно треба да има, дефинитивно. а нема. А нема. Е па крај на приказна. Желбата, на пример, што имале Дамјан и Војдан Стојановски и да дојдат во сала пред да биде отворена салата. Пред екипата, саат и пол. Да, они така Во раните правеле. утрински часови. Да, бе, Дамјан взимаше клучи од Борис Траковски. Кој игравме во Вардар со играње, Молим 23 лепо. години имаш тоа. Молим лепо. Боби може ли клучка може? Колку имал? 23. Тоа па касно е, а збора му 7-8 одење. Они тоа го правеа на Кошаново Лисиче, мислам дека така. Они тоа го прават уште од Лазо. тинеџерски денот. Така знам, да. така знам, со огнен така ги имаме шутирано. Али Тама и во после кога стануваат играчи, таму не престанува тоа. Сад време пред екипата. Значи он- они ти се така као пример дека они се биле. дефинитивно пример за дисциплина и работа. Добро, И ама посветеност и нивна желба, кариера више од амбиција. амбиција. Кој ги заменува? Не одминува, него више 36 колку имаат. Да, 36. При крај. 36-7, тоа е Крај. тоа. Со тоа што нивните навики не застануваат. Тоа е Е, па нема, на за тоа е навик. Тоа е тоа. Нивните навики се исти и ден денес. Со скинати лигаменти, со не е битно, пак, пуп, се враќа на возот. Шутира, истега. Чекај, ја пак ќе да вратам и те молам, посвети поише време. Преку потребно е тоа. Преку потребно. Значи ти го гледаш тоа како нешто што фали, ако ga би имало, ќе направи некаква разлика. Да. Општо у состојбава наша. Ќе направи разлика во начинот на кој се игра кошарката во овој момент. Пример, Дамјан не е шутер таков каков што е, затоа што не шутира. Како ќе станеш подобар шутер? Како ќе дојде некој и ќе ти даде теорија и ти Ќе ќе прочиташ научиш за подобар шутер. и ќе бидеш подобар шутер.
3000 на ден. 1000 убацени бе секој ден. Да. Како тоа? 3000 шута. Се гледа Нено Димитриевич кој се врати од страна, како изгледа и како игра детено. Да не споредувам. Различно, Јасно. да, али Малиот е змај. дефинитивно е Којто е некој понов не. Најдобриот Играч, македонски кошаркар во овој момент во руска прва лига. Дечкото е. Некој помлад? 98 годиште. 98 личи на кошаркар, игра Аха, 26. мамато, Што пичо, позиција игра? будоње, плей, шут, влез, што ќе замислиш, Кица. пас. Едно дете во шпанска лига што играше со Барселона, што имаше еден потек кроз нога што имаше на сите у Евролига ли беше тоа, не знам. Кај играше? Тоа беше во шпанска лига. Во шпанска лига играш. У Гран Канарија кај играш? Куент. Тој бил Хувентуд. кај Нено. Да, на 21 на 22 на Барса му иде тој. Ама од кај има искочено од кај нас, од кој? Од јуниор, татко му е собственик. И го има земено од 2 години. Мгм. И он тера. Чек директ надвор искочил, нешто Е, не македонска го лига знам нема игра? патот. Мислам не. Младински лиги играше, да. Млади, Негде на после Кај отиде прво? по ствари го регрутирале Точно кога во- бил во Шпанија, 16. да. Во Шпанија отиде, така? А, Хувентуд. Чекај бе, Ана, Порано. ти ли ми прати На видео Симич. на Симич? Е, и на Симич малиот е добар. Тео. Ама он игра нешто крило центар, нешто такво. Тоа е Добар 2.15 волтол кавшо кига. Јокич стайл. На Јокич ме подсети. Да, има пасови шут, добар е. Сега Ама и игра он е во... веќе надвор. Па беше Он он игра во во Барселона, сега во Моментално. Босна игра и задоволни се таму играат, има ме тежи. Симка ми кажа Значи, и кога има такви, многу брзо си одат. Е, па нормално бе. И треба да си одиш. Како другачи? Ки иде у подобра средина, нормално. Тој сања за да игра шпанска прва лига, не сања за да игра у македонски клуб тука да се цел живот. Значи, има такви. Таму се човече. парите, таму е Евролигата, таму е така. Тој стварно киснал тука, дремал, бил тој пример. Малиот, Нено, И Нено, и на Симич, и овие бе, неколку што да. ги спомињаме, уствари тие се тие што ја Тие се што ги сакаш, барам, деца, што ги да. сакам, ама они и Барселона ги зима. си ја, па добро, тогаш окей. Тогаш две од окей, генерација како да не остана тука? Бе, нека не останат, зашо? Нека одат. Да, нека не остана, да бе, да. Лигата треба да се дигне колективно, целата нема врска, независно од деца. Не, да, уствари наредно е некако Клубовите да се издигнуваат да, меѓу себе. да, некако квалитет на цели лигата. екипи така да играат. Знаете како на Дивицон има 3 темели. Доверба, комитмент, како ги формулирам, Комитмент. Се Посветување, разбираме, да. Посветување. Посветено. и грижа. посвета. Аха. И тие се темелите на кои Тие што се на коледжот, доверба, тие се- да. Trust, commitment и Care. care. кон студентите. Кон и игра За и на тимот игра, кошаркарски да. зборуваме? Да. Они живеат Trust, commitment, care. под Да. во Па тие да. темели. Да. Доверба кон своите соиграчи, кон тренерот, кон стручниот штаб, кон луѓето кои што работат во коледжот. Посветеност на тренинг надвор од него. Го презентираат коледжот каде додат. Точно. Грижа за сите, меѓу себе, за себе. Многу длабоки вредности. Да, На врвот на И- пирамидата. имаат своја пирамида, да, тие се на врвот на пирамидата. Ете, нели знаев, гледаш? Тоа е тоа. Што го прави the perfect teammate? Да, добро прашање. Хипотетички. Не кој него. Па би Што е карактеристики на perfect teammate? Како што се овие care, commitment, бла бла? баш тие се перфект тиммейт, жаре. Тие што ги кажа? Реал. Па добро, а мислам се аз. Да, Перфектиме. Едноставно ако се грижиш да. за својот соиграч на начинот на кој што се грижиш за себе, Несебично. несебично, Да. посветен во Кон таа тимот. улога, посветен кон тимот. Имаш И на доверба крафтот. да го шутне Да. твој соиграч да го земе тој последен шут, Да ти го довери тебе. да ти го довери тебе, Да, и sacrifice треба тука да се угоди. дефинитивно. Тоа е на некој начин перфект тиммейт. Да му помогнеш,
И во напад и во одбрана. Кога ќе биде победен. Затоа што ако му помогнеш на Да не покажеш со прст. него, ти уствари си помагаш на себе. Да. Така, нема да изгубиш. А ти си му помогнал на него. Да Тоа нема е перфект тиммейт. ти не ми ја подај, шутна ти направи. Да, остари, тоа е тоа. Да му веруваш. Таму е она basics. Наредното ти е? Дали може баскетбол IQ да се поправи? Односно Јако. да се тренира. Интересно. Пример. Јас имав тенденција да дам пасови. И имав прегледност на играта. Не знам дали сум го научил, не знам дали ми е тоа, ти го имаш истото. Може ли да се подобри некој што го нема? Може. Се многу работи зависи од тренингот. Повторување, Ама не, репетиција. знам што е патот, него дали е возможно сам. Court Vision, например. Добро, Може. ја за Court Vision мислам, не за баскетбол IQ толку. Баскетбол IQ се подобрува regardless преку пратење кошарка играње играт. Као што е IQ, нели, не баскетбол. Ја учиш игра. Може. Ако се Ама, обземеш, Court играта- Vision ми е ствари прашање, да ја после погрешно ти праш. Прегледноста на играта, Може да се поправи. на Се плеймейкер. може да се поправи, нема нешто што не може да се поправи, има луѓе кои што Не може да биде Теодосич. не може да Вака стигнат да до те гледа таму дека си да, кој не ти може не да си. стигнат можеби на тоа високо ниво со таков IQ, меѓутоа да, се може да се поправи, репетиција, повторување на работите, секојдневно константно учење и може да се поправи секој сегмент од кошаркарската игра. Да, ама на пример, знаеш од кај тргам јас? Сега со стариве плеови испредно. Стив Неш, Джейсон Кид, Джейсон Уилјамс, Џон Стоктон. Мој те молам да го рипнеш. Тоа е поуште 12 стара Мој те генерација. молам да го рипнеш. Да, Џон Стоктон или со асистенција со све. Ја од нив тргам и сега некој као Диерон Фокс. Добро, што може нема таа играта него толку од младиве, ама дали сега се по кош ориентен да се споентери, него ли толку асистенти да си? Од таму тргаме оствари, а денешниве деца ги гледам повише ми се као скорери сите. Ама па вајде треба да сакаат. Може би така изгледа дека се кош ориентед, меѓутоа Пак по 11 асистенци. да, има Да, па Расел Уесбрук кој имаше по 1000, реално нема некој Court Vision, иако го сака ама далеко од овие другиве. Да, со експлозивноста ќе направи човек плюс, ќе ја мушне. Абе, знаеш како, и двајцата сте управо. Се може да се подобри, Да, ама па има и outliers. да, као за се, така. И сега на тој некој, за да се подобри му требало саат време и веќе Така, е баш genius, а на некој може ќе му треба 1000 сати за да си подобри малце Абе Леброн колку има поправено Court шутот, Vision нереално. или не Ама знам. никад нема реален да биде. Така да истото е валјда и Добро. баш така, али да. Добро. Ја мислев ќе го кажеш оноа за what makes a great basketball player. Нема да го кажам се. Ми кажа дека сум ја украл. Не, мислев ќе го поставиш прашањето. За мене ме интересира тренер што мисли на тоа прашање. Што сочинува еден great basketball player? Или ако ти е полесно што ти гледаш? Со гледал Майкл Джордан. Што ти гледаш во играч за да видиш дали е Односот према одличен? играта. Мгм. Односот према играта, дефинитивно. Тргнуваш од таму. Тргнувам од таму. Односот према играта, односот према себе, Спрема телото. према своето тело, надвор Ова од е терен, во весело. терен. Дали сака да стане подобар? Дали разбира дека секој во секое време некој го гледа него? Во која смисла? Дали- Да сака се докажува? Да, константно. Тоа го кажуваш као дека треба да го има. Дека мора тоа да го Не е тоа малце како некој да го прави. constraint, како да ќе му ограничи некоја си слобода, да се опушти од тие стеги Слободата- на докажување. Слободата ќе ја добие на терен. Слобода да кошот е она завршниот продукт. Слободата што ќе ја добие да го земе тој шут, меѓутоа таа слобода нема да ја добие ако го нема ова претходно. Мгм. Нема да ја добие едноставно. И па тоа она со дисциплината. Пак се враќаме на Ама не, тоа е добар момент. Односот кон кошарката како идеологија, како Како игра бе? од ти ако Love го the game. сакаш со цело срце секој аспект од играта, тоа значи дека што и да ти дадат да правиш,
ќе го правиш Точно. и eventually ќе бидеш бољи. Eventually не мора да биде great basketball player тој што ќе дае 50 кошана од така. Дефинитивно тоа не, да. Тоа е great scorer. Има некој до него што има сегменти од играта што ги прават тие работи great basketball player, така може да игра добра одбрана, може да се жртвува за својата екипа, може да изнуди фалу напад, може Ману Ginobili е great basketball player, а никад не бил звездата на тимот, рецимо. Точно. Може да ги прави сите работи совршено и да биде great basketball player, а фокусот да не е на него. Да. И ја тие таквите ги обожавам. Да. Тие ми се нај. Захвалните работи шифра. Точно. Dirty work. Да, што го нема у статистика. Што го нема у бројки. Не се опишува, ама он која не е на терен Се осеќа минус разлика. 20. Да. Влага на терен плюс 20. А не дава 20, не дава 40 коша. Да. А не дава, ич не дава. Захвални играчи се. Не можеш да кажеш дека не е great basketball player. Како ме тие се најгрейт. Така, Larry Bird. така. Тој по 50 дава. Ама некад не дава. Не знам. Кариерно гледано, он нема кој знае какви статистики. Па нема, да. По 3 тројки на утакмици има реално. Тоа ма Така. добро, он е влага у лигата кога тројката ја ставаат реално. Процентите му се тука. Тука е ништо специјално. Ниедна статистика он не одскокнува. Он имал 50-60, ама не бил Чемберлен. Да, прав. 90% утакмици му се онака. Ама гаден трештокер. Ама го нема него, екипата е минус 20. Го има неко у плейоф со Индијана, со Реджи кој е акнал главата, кој му рекле да не се враќа. Не знам, кој бил тренер? Не, као И играч. Реджи Као играч, ама Реджи е руки. Он завршува Индијана. Не си знал? Hometown му е тоа, не? Лери го има фатено Реджи и како играч и после тренер, му ма. беше тренер. Значи ова е при залезот на кариерата на Лери, а руки влага Реджи влага ко руки у Индијана, плейоф, Индијана водат и при некое фрлање се маа Лери Бирд у земја, у паркет. И одма тука шо како е, и искача и не се знае дали ќе се врати. И Реджи живи радости, еве ни шансата Индијана ке тепа ово оно и на овој му диагнозираат потрес на мозок, actual потрес мозок. Има Лери Бирд у гардероба. И му ика не, ќе се мора да довршам. Бе што ти на тебе? Идеме у болница, човече, не, ќе Нокаутиран си. да довршиме после. И он се враќа 6 минути пред крај на трета четвртина и од минус не знам колку. Што збориш? Ама интересното што кога Реджи го раскажува. Како се враќа од трибина, почиња да еруптира цела сала Присуството е. и ние гледаме дека се враќа и веќе ја изгубивме утакмицата. Сваќаш, знаеме дека се враќа, се враќа и толку. И ја губат. И па не прави ништо спектакуларно, сваќаш, ама не знам, тие играчи ми се и Јокич е таков. Јокич е таков. Јокара и трипл-дабл машина, не дека не. Јокич е број. Јокич е таков. Тоа ми е сега сегвеј накај зашто последно време толку многу или може и не е многу, може да така погрешен впечаток само. Ама има се повеќе кошаркари што доаѓаат од Европа и не се рол плеерс, не се од клупа, не се да попунуваат празни места, него се лидери на екипи во NBA. Што е ова што доаѓа од Евролига што прави толку голем печат у NBA? Вака да прво на кратко системот во Америка како деца. Да го појасниме. Најчесто се препуштени во игра 1 на 1. Да. До негде средна школа. 1 на 1 е главна и основна работа. И во игра 5 на 5, 1 на 1 играта е Значи Пак само еден. и во организирана кошарка, и во организирана high school, кошарка, ово оно тренериве си еден на фураат еден. 1 на 1. е прво и Аха, основно. Тргнете се сите, Да. рашири еден. Во Европа е малце поразлично и Општо поинаку не е се така, да. тренира. 1 на во 1 тие е млади средно на листа. Што сака да добие NBA од Европа, сака да добие школувани, дисциплинирани играчи што веќе го можда на некој начин и го поминале тој процес да они станат тимски играчи преку тренингот. Со многу јак систем на теорија на кошарка. И теорија, меѓутоа и пракса. Многу поинаков е тренингот во млади категории, поготоа тука во Европа, и они тоа го препознаваат и веројатно на нив им одговара да
да донесат ликови кои што се веќе што знаат што значи coachable, што знаат што значи teamwork, затоа имаат и толку голем просперитет. Ама порано па нема. Што беше различно порано? Различна беше играта. А може и ставот на американци? И ставот на американците, да. Се отворени се сега да им знаете даваат како? шанс. Добро, пак Пејджа играше, пак беше NBA ролплеер. се приближува до на некој начин се приближува во тие сегменти на европската кошарка, а европската кошарка исто така заемно е тоа, се приближува до NBA кошарката во однос на ритамот на игра, pace. Побрзо е стана? Да. Мислам- Possessions per game, тоа му дојде 500. Да, сакаш да имаш што повеќе поседи во играта, на пример во Шпанија, во првенството, веќе судиите не мора да ја допрат топката за да ти изведеш аут. Што Аут? сака? Да. Тоа Некош како Тоа ново е правило, да. И што сака да побрза играт. што сака Динамично. да сака да направат Вау. играта подинамична. Сака да ја приближат кон американскиот Ама стил. тоа е Поише кошеви, поише публика да гледа, сака да. Чекај, тоа е пейс на паузи, тоа се пауза моменти. Ја мислев збориш за самите напади Па и се самите пократки, напади, као да. не чекаш 24 секунди. Као напад, не знам, Не после чекаш, крај е да. 12. Дефинитивно. Ко оди кон порано тоа. било неа пало на прва, сега е encouraged. Тоа храбро. Сам мавај Да, ако имаш позиција, да, на пример, еве некој Ранен ган што беше на Майк Ди Ентони, 7 seconds or less. Трчи ба тоа само и пукај. веќе идат, да има повеќе шанси. Да. знаете како одат тимовите одат кон тоа е спарс модел. Quick decision is better than the right decision. Аха, ако сега имаш Сан Антонио Спарс. Тоа е, да, Грег Сан Антонио Попович. спарс Мислиш на модел. Попович? Да. Еј, не сум го слушнал ова, ај објасни. Тоа значи дека ќе дојдеш во ситуација да донесеш одлука, тоа треба да биде многу брзо. ако имаш отворен шут од трета секунда опали. Ако шутевите имаат вредност. Најголема вредност имаат слободните фрлања и отворен отворен леап. Леап. Потоа следен шут со најголема вредност е отворен шут за 3 поени од корнер. И сега, Добро. ако ти креираш отворен шут за 3 поени од корнер во рана фаза, зошто не го земеш? Пукај. Аха, па тоа ти викам, ако трета секунда имаш клир шот. Опали он. Си рангираш, да, тоа статистички се тие вредности Да. донесени, да. Да, уште кога почиња Golden State пред 10 години да пукаат по 100 шута и ја сменија цела игра, Баш ја ја негде сменија цела. прочитав за тоа што Tech Giants го имаат купено клубот, кои што буквално математички Silicon Valley, нели? Silicon Valley, некои тие од IT гиковите, и удриле статистика, бе дечки, што ќе бидете прецизни од пост, бидете помалку прецизни, ама лупај 50 тројки, чиста статистика е, ќе лупаме по 120 поена, па играј. И од така е почнато, од и сите мислат, Среќа и Стеф Кари и Клей Томсон што ги па има. тоа беше теоријата. Сите мислат дека Стеф Кари ја смени играта. Затоа што еве го дое и лупа тројки од пола терен, Ама треба ги и сега погоди сите некој. да ги Да, менјаме. Ама контра Одврзани контра на теоријава е Стеф Кари 10 години порано да бил, немало да биде Стеф Кари. Никој нема да му дае на него да шутира 20 пати од пола терен. Нема и да и на контра да Него опалиш. доаѓаат од Силикон Валеј со Стив Кер тројкаш и како цел франчајз одлука ние носиме отворени раце. Шутери отворени раце. И сега ти тој и да не е кој знае што надарен, ти отворени раце да му даеш на некој тој да лупа по 10.000 тројки на ден и на утакмица по 50, сакаш евентуали ќе станеш многу добар у лупање тројки. Тоа беше теоријата дека Иако шутираш по 3000 убацени секој ден плюс. Точно. да, ама гледаш и ти исто вика, значи си има одредена ранкинг на вредности на 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 шутот. шутеви, видиш, После што тој побрзо дојдеш до тоа. Тоа е кошарката. И натаму ќе оди, така ќе се игра кошарката. Нали? Добро, Европа, да, ствари. Фрлаат. Малце поразлично, ако пуштите Евролига, уште Ако не Пантер Вот. ги фрла од тебе. уште не дека не го прават тоа, меѓутоа многу е компетитив
30 и колку 6 кола се и премногу се компетитив. Евролига? Да. Многу е тешко тимовите да останат во такви ситуации во рана фаза на нападот. Меѓутоа, Аха. да, сигурно се стремат кон тоа. Чекај убав момент. Кон што мислиш дека се развива спортот? Вака глобално. Во која насока мислиш дека оди? Што поинтересно за гледачот? Поише кошеви, значи. Твој личен став за тоа? Оптимистички, не толку ти прави мерак, не ти прави мерак? Секако дека ми прави мерак. На кој не му прави мерак прави? нападот? Мене не ми прави. Мене одбрана ми прави мерак. Поубаво, Не те по-добра прашам. одбрана има ли Не поубаво? те прашувам за џабе. Са некако Детройт оние 2005 досадни пат. Се слагам. 55-60, ама. Кој си изигра како добра одбрана. Да, сигурно и одбраната е, али еве како Не ми се свија мене, ова најобичен. досадно ми е, брат. Не, Фрлаво. гледа, право е. Сакале ние или не, оди во правец да е позабавно за гледачот. Мене не ми е забавно, ова што фрлаат од кај стигнат. Ми е Сега прашање што гледаш тебе не ти. као индијанците, неорганизирана кошарка. не е организирана, меѓутоа е многу организирана. Ја гледав една такмица пред 2-3 години, Бруклин Нетс, не знам кој вака пуштив на телевизија. 8 напади поред, го чекав да ја подаја тој плеот, 1 на 1 играш. Пренесува, ја подава, му ја враќа, иде од десно и игра 1 на 1. 8 напади поред истото страни. Ама И чекај, иде онја го глуп вака ја греши. онја нешто. силува или екипава прави ISO Не за бе, него? демек е акција и сега он му ја дава на тој на другиот, плеот истрчува, зима, Isolation прават за и него. Шабе се тие глупости умеѓу време и он сега иде од десно и 1 на 1 игра. И као Деген со сила ја сили, 8 напади поред. И као ми се Да, и али сменив канал. Чекај, која е Предосадно. за тебе? Вака. Ајде кажи. Предосадно е да го станало. дообјаснам ова на жаре. Ајде. Пеп Гвардиола, фудбал, така. Добро. Има некоја филозофија на игра. Првата е ако има numerical advantage, исто може да се трансформира и во кошарка. Ако имаш ситуација 3 на 1, 3 на 2. Кој тренер Така. 1 на 1 дечко? Не. Следната ситуација, следната негова филозофија е таа qualitative advantage. Ако еден играч има предност Кој е подобар од другиот? Користи го. во напад, така, користи го цело време. Спенсер може да се- Динвиди не Значи ова е филозофија што се трансферира и во кошарка, е нормално да? може да А, и со стане Коби, појасно не, ова, нормално. целото што го збору. И третото е positional advantage, тука доаѓаат нападите. Ваму немаше ништо од овие три. Има. Јас само се чудев и 8 напади Тоа е ги укења поред. тоа е втората точка каде што на него му е дадено да он Дадено тоа го му е добро. искористи. Вајда Бруклин За, ба затоа пресна. викам дека е многу организирано, А мене ми беше премногу а досадно. изгледа толку неорганизирано. Која е твоја фаворит некоја екипа од било која време, од било која генерација, што има за тебе играно најубава кошарка? Две екипи ќе кажам, Сан Антонио, Која генерација? Тони Паркер, Паркер? Данкан Джиновили. Тоа Трета, е, пета, седма. 3-4 пати која зима? Трета, пета, седма. да, мислам дека тоа со Мајами во финале, тоа беше Добро. една од Хика. најубавите кошарки. А, или наредната која ги помоча. Една изгубија од Мајами. Па реален кога е ваква. Наредната им со Наредната, да. рекорден број на поени разлика. Добро, окей. Добра И кошарка. Голден Стейт. Голден Стейт. Сега? И Голден Стейт. Голден Стейт? Не сега, узла 73-9 Голден Стейт. 73. Таа не освои. Голден Стейт А тогаш не те и па. тие години, да. Значи тоа е Со Стив Кер, да. Да, нема, ги безгрешни. Види јабе водуше. што е Тие две сезони како Ја ги мразев многу дека Дурант си отидол ке си ги мразев крвнички. првите игра да игра кошарка со толку многу брзи одлуки и несебичност, тимска кошарка баш беше она. А Сакраменто 2002-2001. Да, ти е стара тебе. Тука, да. Треба да викнам некој моја генерација, бе, вие сте ми многу помлади, не можеме да збориме за највеќите Еве, легенди сите на ги- сите времиња. Нема Различна кошарка. Различна. Дали денес кога се учи пик ен рол се гледа Стоктон и Мелоун? И зошто не? Зашто си играат на рол? Значи На зошто поп не? ствари играат горе. Те молам од утре кога што си вадиш клипчиња за скаутинг репорт, ќе си извадиш убаво една лекција за пик ен рол од Стоктон до Мелоун. Ки си ги седнеш дечките у МЗТ да си научат од Стоктон и Мелоун како се прави пик ен рол. Извинете.
Не, шала страна, вие не ги фативте, така, не ги фативте тие години. Тоа е Джордан ера, тоа е буквално Джордан ера. Ја ги фати против Сакраменто игра, бе, со Јута. Зале се тоа, збориме Зале. Джордан ера. Многу поразличен поглед према кошарката во тоа време и Деца сме едноставно, били. да. Нема ли никаде да ги гледаме. Ама си пратиш ли нека така поисториска кошарка? Еко зборевме Бирд, Джонсон, Меджик Джонсон, еве ти Стоктон, Джордан. Се учи, дали се научува нешто од постари генерации кошарка? Индивидуално многу. Пристапот. Пристапот да, или индивидуално многу. Што значи тоа да анализираш играчот по стари времиња? На некој начин, да, например, конкретно Джордан ја прима топката тука негде на околу лак или мидренч и Да. тоа е 1-1 за учебник. Ден денес тоа е примерот. Ден денес за учебник. Меѓутоа, денешната игра Не си скоро и да не ти дава да играш 1-1 од Мидренч? мидренч. Не ти дава затоа што шутот од мидренч и контест шут од мидренч Нема вредност. нема време. На мајка му. Гледаш глупост, што е ебе кошарка. На Джордан шутот нема вредност. Па да, не. ако не ја шутира Джордан, ама ако Точно. ја шутира Али Джордан, ако имаш Демар де Розан ги зима сега. ако имаш играч кој што шутира со многу висок процент, тогаш да, има вредност. кој ги прави тие виши математики у баскет, бе? Не, озбилно кој ги прави? Тоа ти се као коефициенти у хладилница. Негде некој седи и прави Ебе виши кошарка, математика. Тоа е тие на Golden State газдите, да. Ти бежи да ти имам Силикон Вали морон. Целиот тој процес е поврзан, како да се стане, како да направиш играта поинтересна. Да, не. Не е поинтересна. Досадно е фрлаат само. Абе некој направил анкета бе жаре, за тебе не се свига. Ја Затоа и не гледам више. Ја Не ми е интересно, не ми е. јауна Мене ми е Джордан досадно. плейоф сега. Мене ми е досадно, не ми е интересно. Нема да гледаш плейоф? Не гледам бе. Не гледам бе, не гледам ничего. Досадно ми е. ни хайлайтс? Чатпот бе Финале може. Досадно ми е, бе, не ми е интересно кошарка виш. Ја уништија, ми се изнасра. Јас сепак малце би ти контрирал, мислам дека си малце заостанат 2-3 години. Ставот го базираш на пред 2-3 години. Не, Јокара си гледам хайлайтс. Па Јока, Дончич, Да, тие ми се интересно. има, не гледам малце highlights, не ја гледам. малце ја успорија, малце убација повеќе IQ, малце има више креативност во играта. Не е Golden State Не е 100 Golden тројки. State, Абе, дечко, меѓутоа неделата кој идов OKC дека се прави на вест, јас се запрепастив како е тој вест. Кам чекај. Втор Минесота? Е добро да се чуме. Да. Абе, бе свесен, ја мислев овие испаѓаат од лига бе. Golden State не знае дали ќе Па влезе гледаш, плейоф. за тоа ти вика малце заостануваш некоја година. Можно е. Направи си рефреш, пушти неколку дена, погледај хайлайтс, Јокич, Дончич. Нью Орлеанс добри се сега со овој од Портланд што отиде со Зајон Вилиамс. и Јокич и Дончич со нивното Милина IQ за гледање, милина. Ти они и да. ставаат Они- своите соиграчи баш да Да. бидат во рангот на Тоа ти кажав. овие време. Јас се сеќам ко современ Лери Бирд да гледам, човече, и со Дончич и со Јокич, значи тоа е. Па реално да. Јокич 20 движи вака. Па. е 20 Пас. движи, меѓутоа има толку многу сила во него, комбинирано со неговото IQ, што Ма е знаеш дека која кола од 2016 се нема пие. неверојатно. Едноставно со играчите се секогаш во добра позиција, поготово со него. Баш да ги искористат сите овие Да, вредности. мене Например, конкретно, Цепелин але јуп игра со Арон Гор. Со Гордон, која сака? Може би неодбранливо. Како се брани Сега Цепелин? имаш едно иде и само ја фрла вака, овој од нигде со никаде. фаул. Со фаул. И овој го Као се и брани. кога знаеш дека ќе ти дојде пасот, па го очекуваш, другиве играчи треба го примат. Прашај ги Детройт као се брани. Лак ту ребра на земја, две технички, поздрав. Не Дој имало па, технички. дој Рик па, Махуран, да. дој па. Твојот човек. Или шек као вика, кр, крева лактот, бам у вилица, дој брани па. Да, исто тука има голема улога. Сега има да Правилата заштитени. на игра се различни. Нарно не на технички. Нема сега флегрен ту од Да, прва. фле, $20,000, ок, фала. Со овие договори, бога. Кој беше најплатен сега во историја? Джелен Браун, 300 и нешто. Ма немам тој податок, може да провериш.
306 милиона 5-6 сезон. Хитчек го знаеш, го пратиш? Гледаш некојаш од него анализи? Да, Трки. да, Трки? ми се свија, ми се допаѓа како Има ме интересираше дали неговиот пристап во Еве име шаут аут, Управлението. многу јак подкаст имаат, батето друго не го знам. да, почна од клупа. Од клупа. клупа. Поздрав до Хитчек, поздрав Браво. и до вашиот подкаст, ете го слично налик тоа ти што Да. го спореше малце, коментирање ден за ден. Гледаш? Со Јана да не Ден гледаш. за ден коментирање со како си ка на Николманија човекот, како си? Никола. Никола. Не знам кој е тој другиот Никола. дечко. Да. Николманија бе слободни фрлањаш, имаше емисиички. Никола, да. Не Мислам го дека знам. прават одлична работа и они. Предобро, браво. Мене ме дечки. интересираше од некој што actually работи кошарка, дали може и наоѓа вредности од анализи на јутјубери. Секогаш можеш да научиш нешто ново баш од најмалечко детенце до јутјубер. Стварно можеш да Ти научиш. тоа е добра валидација за Хитчек. Знаеш, ти седи човекот, обожава кошарка, Тоа бе трки ки ти плей беше. скоцка цела утакмица у 3 минути клипче, што ќе правиш ти скаутинг на видео. Добро, На NBA бре. нивниот пристап е малце поразличен, али Битно си го пратиш. интересно е, да, Ево дефинитивно. браншата му е, зашто не би го пратил преако. Јако. Прејако. И репрезентација не помина. Да. Репрезентација не. Како е репрезентација? Како е да се биде дел од репрезентација? Беше ти овие Шпани и Мани што играат? Манија не бе. Како стана да бидеш асистент на репрезентација? Луѓето треба веројатно да препознаат нешто за да и воопшто те повикаат. Прв пат сум во квалификацијски циклус со Ацо Тодоров. Претходно дел сум и асистент тренер во млади категории, во младинските репрезентации на Аха. Македонија. Прв пат со Ацо Тодоров, потоа продолжувам со Алек Јончевски. Тука имаме една мала пауза додека е селектор на Македонија Бајч. Повторно се враќам во предквалификацијски циклус, кој што го поминуваме успешно како репрезентација, завршуваме на прво место и продолжуваме во овој сега квалификацијски циклус. Како што тебавме Што го Полска играме, во сета. што Мгм. губиме дома од Естонија и ја победуваме Полска во гости. Најголемо изненадување. Значи, чекај, Прогласија, не. Као од ФИБА беше. Да, игравме една изворедна, а дека ги тепав на малте не Полска? совршена партија со пољаците. Тоа Да. не, но даде милиарда коша таму, 100 асистенти. Таму го знам бе, не, но го гледав на тоа бе. Го гледав на тоа. 35 колку има. Чекај, Муабетов ми беше главниот селектор е тој што си вика асистенти и он си решава кој си сака си ги бира, си ги носи со Мислам себе. дека федерацијата го има, кошаркарска федерација дека го има. И спомна као Последниот. те канат, као ве канат повеќе и нешто треба да се одбере или ве канат и тие сте готови. Тие сме готови. Тоа е веќе одлучено. Значи за тебе некој си у федерација одлучил од колку асистент тренери има па репрезентацијата. Официјално двајца Што значи официјално на список? на список, може да има двајца. А иначе Може да дојдат на тренки повеќе, али колку имаме ние? не, ние сме двајца. Океј. Двајца, јас и Никола Василев, моментално тренер е во Литванија, како главен тренер. Тренерот што го прави успех од прошлата година со селекцијата до 20 години. Да, тој. Сега до кај сме со циклусов? Ова со Првата фаза е помината, Да. Естонија и Полска. Следната фаза е во ноември, две утакмици со Литванија, дома и гости. Ќе бидеш, ќе биде. Тие ни се arc rivals. Па, Тие ќе ни се одмаздуваат за цел живот. кај нив. Цел живот ќе се Со секогаш. одмаздуваат, да. Екстра мотивирани ќе доаѓаат тука партали. Ни треба една одбрана како таа во 2011. Кои се надежите? Кои се надежите на репрезентацијата во моментов? Надежите дека ќе одиме на европско првенство. Сакаме да бидеме дел од Топ 2 одат европско или топ? првенство. Топ 2? Од групата од групи одат 3 екипи, со тоа што во нашата група Полска е веќе пласирана на европско првенство како домаќин. Аха. Што значи од нашата група одат уште 2 екипи и тоа ќе биде помеѓу нас, Естонија и Литванија. А ние Естонија реално требаше да тепаме дома, ама нешто имаше. Не ја гледав таа утакмица, ама као сме ја прокоцкале, а Полска што треба да изгубиме сме ги утепали. Генерално излезен сум од кошарка добар скроз, не циклус гледам за нас. Се надевам дека така ќе биде и во ноември.
Нема причина да се оди со бело знаме. Да, бе, зашто бе, причина така? да не Дали постои некоја си национална стратегија за репрезентација? Тоа веројатно ќе треба некој од Кошаркарската федерација да го Па не Да знам, разглоби ти си тоа прашање, али- најблиску до тоа. да, али има проекти, Има еден тренер донесено на располагање. тренер за физичка подготовка донесен Шо е тоа? на располагање. Па као за младите комбайн. играчи, Да, да. за младите играчи го користат. И шо? Дреме кој како што значи Па тоа? стои на располагање, не знам како е тачно ми кажуваше Влаче, не сум сигурен. И сега он треба да ги спреми И за сега да он победат. да и да стои на располагање и лето деца никој не му се јавил. Или едно дете. Бате, стратегијата е, бате, така ли ќе оставаме кој на кој да се јави? И па добре, ти деца, што ти викам поиш битно име да играат Fortnite него. Тоа ако сака, бате, ти нуди човек, ти од странство некој да дојде тука, ти Јако. ќе идам со него и ќе живеам. Да. Да, сигурно нешто не знаеме у целава слика. Сигурно не е баш така. Кој знае како. Ништо, Никола. Мене кошарка ми е прва спортска љубов. Тебе ти е вечна. Тебе за секојаш ќе ти биде. Те молам, пренесувај ја оваа љубов за овој прегубав спорт. Мене се уште ми е вака Факи и за уши. у срце и не знам, барај ги, ловете ги тие деца што сакаат пред школа у 5 саат са бајле, отварате им сали, правите им нешто. И така, нека Нека- живее спортов. Ала фрекија те не болеше. Се гледаме, дечо. Поздрав, Фала чао, многу. чао. Чао, чао.